Добар ден. Како што се доближува крајот на оваа календарска година, така полека производителите ги откриваат адутите за следната година. Па токму во ова издание ќе ви прикажеме неколку интересни остварувања чија премиера ќе се случи во 2017 година. Да не криеме на самиот почеток, ќе ви прикажеме новата генерација на Opel Insignia, како и најголемиот досега направен теренец од Волсбург, наречен Атлас. Ќе се прошетаме и до Кина, каде што нивниот производител на електрични возила ќе го промовира својот модел NIO EV9, кој ќе има дури 1380 конски сили. Па, за самиот почеток на емисијата, погледнете што ни доаѓа во форма на електрично возило од Кина. Уште пролетва кажаа колку се сериозни, ама светот како да не ги свати сериозно. Кинескиот производител Next EV сега и го докажа тоа, представувајќи го својот прв супер автомобил со ознака EP9. Истовремено беше промовиран и брендот по кој ќе настапуваат, наречен NIO. И тоа глобално зборот кинески никаде не се среќава во нивната комуникација. Затоа и ќе го прескокнеме уводниот дел во кој треба да кажеме дека се работи за тим кој се унапредува во Формула Е и директно ќе фрлиме поглед на нивниот супер автомобил. А тој целосно е во вистинското значење на зборот супер, задвижуване од 4 електромотори со вкупна моќност од 1 мегават или во конски сили изразено точно 1360. Тие се пренесуваат преку 4 менувачи кои на тркалата им испорачуваат вкупно 1480 Нм вртежен момент. Нивниот целокупен ангажман значи забрзување за 7,1 секунда, ама до 200 км на час. NIO EP9 до 100 ќе дигне за 2,7, а до 300 за 15,9 секунди. Максималната брзина му изнесува 313 км на час, додека неговите креатори за времето на полнење на батериите не се баш јасни. Прескокнувајќи ги бројките за нивниот капацитет, наведуваа само дека по 45 минути тие ќе имаат доволно струја за поминување 427 км. За овој визионерски електричен автомобил основачот на компанијата Вилијам Ли ќе каже дека е направен да ги помести лимитите до небото. Освен претходно споменатите податоци дека е така, уверува и неговиот изглед и применетите технологии. Например, активните аеродинамични додатоци кои остваруваат сила на прилепување од бруто 24 тони, двојно повеќе од онаа кај Формула 1. NIO EP9, кој веќе 2 години се развива во Германија, го започна својот глобален поход со освојување на Нурбургринг за рекордни за електричните возила 7 минути 5 секунди и 120 стотинки. Предходно, колку за проба беше соборен рекордот по круг и на Пол Рикар. Колку брго ќе го освои светот зависи од подготвеноста на кинезите да го произведуваат. Во поглед на тоа едно мора да признаеме. Вести за кинеските амбиции на полето на електричните возила не недостасуваат. Разликата е што оваа кинеска фирма ја предводи Мартин Лич, поранешниот прв човек на Масерати и европската филијала на Форд. Затоа и треба да веруваме дека тие навистина сакаат еден ден да имаат цела гама електрични возила. Сакаат и да произведуваат половина милион возила годишно, ама сигурно не од NIO EP9. Тој би чинел околу милион изразено во фунти, бидејќи ќе се произведува во Велика Британија. Откако го покажа новото свое лице на салонот на автомобилите во Париз, Mitsubishi ASX започна да ги освојува и европските пазарни пространства. Иако се работи само за редизајн на постоечкиот модел, малиот кросовер сега има посериозна појава со која провоцира на еден друг начин. Освежувањето кај новиот ASX доаѓа со целосно менување на изгледот на предниот дел на возилото.
Како и кај поголемиот Outlander, сега и кај него е променет новиот визуелен идентитет на Mitsubishi, така наречениот динамичен штит. Овој изглед всушност е дел од долгорочната дизајн филозофија на јапонската марка, произлезена како наследство од заштитната решетка на Pajero. Според неа формата ја следи функционалноста. Освен на надворешниот изглед, бестселерот на Mitsubishi има известни промени и во внатрешноста. Градени се нови поквалитетни материјали, удобноста за патниците е зголемена, а нивото на опременост подобрено. Еден од стандардните додатоци е сега и 7-инчниот мултимедијален уред со навигација и задна камера за паркирање. Механиката остана непроменета, немаше потреба за тоа. Докажана во многу пригоди, таа е една од причините зошто ASX во светски рамки постигна продажба од 1,1 милиони возила. Како основен модел е на располагање со 1,6 литарски бензински мотор со 117 коњи, мануелен менувач и погон на предните тркала. Дизелската понуда ја сочинуваат два агрегати. Помалиот од 1,6 литри развива 114, а поголемиот дволитарски 150 конски сили. Кај првиот погонот на сите тркала е опција, а кај вториот сериски. Исто и автоматскиот менувач. Цените на обновениот Mitsubishi ASX не се разликуваат многу од досегашните. Плановите на Volkswagen за новиот голем теренец Atlas се шират по светските меридијани. Изворно направен за американците, тој ќе им се продава и на русите. Претходно Volkswagen објави дека Atlas ќе се продава и во Кина под ознаката Teramont. Тоа неминовно доведе со прашањето за следната експанзија. Ке стигне ли и до Европа? Одговорот барем засега е тешко. Најважната причина е дека кога е европскиот пазар во прашање, Volkswagen е премногу предпазлив, а во моментов вакво возило не им треба. На стариот континент нема доволно купувачи за Atlas, бидејќи премиум конкуренцијата е прежестока. Втората, исто такава важна причина е дека со него директно ќе се влезе во конфликт со јапонските производители, пред се со Toyota, а и тоа во моментов на Volkswagen не му треба. Она што му треба е засилување на разнишаното присуство во Америка, а Atlas е како порачан за тоа. Со него сизифовата задача на германските директори ќе биде полесна. Ќе се произведува во фабриката во Тенеси и со своите 5 метри, 7 седишта и умерено нападен дизајн со европска перспектива е точно она што се очекуваше. Ќе им биде понуден само со дволитарски турбомотор со 238 и 3,6 литарски V6 со 280 конски сили. 8-степената автоматика се подразбира, но не и погонот на сите тркала, која е опција само за посилниот агрегат. За хибрид се размислува, но не и за дизел каков што ќе биде во Русија. Кинеската верзија на Atlas ќе биде опремувана со дволитарски бензинец со 180 и 220 конски сили, а подоцна и со 2,5 литарски V6. Освен во овие земји, Volkswagen најверојатно ќе го понуди Atlas и во ограничен број земји на Блискиот Исток, додека Азија и Австралија засега не се споменуваат во плановите. Проценки за цената во Америка не се даваат, но добро е да се знае дека Touareg стартува од $50,000. Mitsubishi ASX и Volkswagen Atlas се новите адути на своите производители за 2017 година. Но да не бидеме фокусирани само на патничките возила, сега ќе ве поведеме во Шведска, каде Scania ја представи својата нова генерација на своите теглачи. Овој шведски производител има големи амбиции да ги врати претходните позиции кои ги изгуби во последните неколку години во светот на тешките камиони. Нов камион не се појавува така често. Затоа и секој новитет од светот на големите тркала е проследен со желно внимание на стручната јавност.
Овој посебно бидејќи во неговиот развој се вложени 10 години и 2 милиарди евра. Бројките јасно кажуваат за големите амбиции на Scania со темелно обновената R серија и новата S серија, повторно да се завладее со патиштото. Првата битка веќе е добиена со освојувањето на титулата камион на годината. Сега следи поважната, да се убедат купувачите. Таа е безмилосна, но и арсеналот на швеѓаните исто така. Без радикални промени во дизајнот, новите кабини се одликуваат со модерен изглед. Достапни се во две висини и неколку изведби, со кои се добиваат вкупно 24 различни варијанти. Тие веќе на прв поглед изгледаат импозантно. Контурите им се заоблени, а напред се благо закосени. Со тоа е подобрена аеродинамиката и се намалени чувствителноста на бочен ветер, бучавата и прскањето на водата при возење на дожд. Кабината на новата S серија има потполно рамен под, со што движењето низ неа е олеснето. Посебно внимание е посветено на комфорот за возачот, чија околина максимално е ергономска. Употребените материјали и решенија го доведуваат амбиентот на ниво на патничките возила. Долниот кревет може да биде широк 1 метар, а за прв пат во еден камион се вградени и странични воздушни перници. Тие се активираат во случај на превртување и го штитат возачот од повреди, проценката е за 25%. Но естетиката и функционалноста не се единствените унапредени нешта кај новите северни кралици. Роботизираниот Opti Cruise менувач за 45% побрзо ги менува степените на пренос. Предниот мост има нова позиција за 50 мм понапред. Воздушното ослонување е подобрано, а со тоа и возните својства, стабилноста и управливоста. Тежиштото е пониско, а зголемена е и безбедноста, посебно заради пократкиот пат на сопирање. Ревидираните мотори имаат преработени комори за согорување и нови бризгалки. Намалената потрошувачка на гориво за 5% на годишно ниво значи и илјадници евра заштеда, во зависност од работата и конфигурацијата на теренот на кој камионот вообичаено патува. Сервисните интервали се движат од 50.000 до 150.000 километри. Основниот мотор од 410 конски сили се истакнува како оптимално решение во поглед на избалансираноста на иницијалните и трошоците за експлоатација. За потешки задачи тука се и верзиите од 450 и новата 500 конска варијанта на 13-литарскиот мотор. V8 машините од 16 литри кои се гордост на Scania ги има со 520, 580 и топ верзијата со 730 конски сили. Не треба да напоменеме дека сите мотори се со Euro 6 норми. Може да работат и со хидротретирано биогориво, со кое во оптимален случај емисиите на јагленород диоксид се намалуваат и до 90%. Dear watch enthusiasts, in today's watchmaker's life it's a little bit more complicated than to have 2 tweezers and several screwdrivers to have the possibility to make the good job. There is a lot of tools that it's needed in our days, especially microscope can give you the possibility to check all the details inside the watch movement, even to the smallest part of the watch, and all moving particles, what kind of conditions they have. The second machine that you need to have is a water testing machine, which can give you the possibility to check the watch if it is waterproof or not, and if it's not waterproof, where the problem in the case is. And you need to give the result to the customer, so you make this check and the watch is waterproof. After that, you need to have a timing machine which give you the idea how the watch is working. What is the timing results in different positions, because the watch is not sitting in one place. Your everyday life can affect the rate of the watch. And the last but not the rest, it's the magnetized test.
Nowadays, you can magnetize your watch with almost everything, especially smartphones, computers, and it's a needed check to be sure that there is no magnetism in your watch, so the timing results will be better. Старо име, нов објект. СИЗ Македонија сообраќај Америт со современ деловен сервисен центар за чекори во ново доба. Новиот објект на најстарата транспортна асоциација кај нас е наречен Мото Америт и лоциран е во Момин поток. Станува збор за повеќенаменски комплекс со вкупна површина од 1300 квадратни метри. Располага со модерна станица за технички преглед на сите типови возила. Тука собствениците на возила ќе може да вршат и хомологација на истите, како и да добијат одобрување за преправени и поправени возила. Важно е што ќе се вршат и испитувања на цистерни и возила за опасни материи, како и за превоз на расипливи стоки. Во Мото Америт патните транспортери ќе може да направат и калибрација на аналогни и дигитални тахографи. Ќе ги добијат и веќе добро познатите услуги од богатото транспортно портфолио на СИЗ Македонија сообраќај Америт. Тоа се издавање на сите типови тир карнети, ДКВ картички и тахографски картички. Ќе може да вршат и поврат на платениот ДДВ или пак да користат осигурителни услуги. Ако им треба, тука ќе букираат и траект, превоз на камионите со железница и премин низ тунел. Не треба да се испушти ниту новиот модерен и меѓународно акредитиран центар за обука на Америт, кој е опремен со најсовремени симулатори и ќе врши доостручување на менаџери и возачи за стекнување на сертификати за професионална компетентност. Составањето во функција на новиот деловен комплекс Македонија сообраќај Америт практично го продолжува својот силен развоен пат. Во негови рамки, кон средината на годинава ја отвори и својата 10-та подружница во државата, на влезот во Скопје во кругот на транспортната фирма Дени Интернационал. Со своите нови активности, Америт уште еднаш направи голем исчекор да биде поблиску и подостапен за патните превозници во Република Македонија. Оваа асоциација екзистира на македонскиот и меѓународниот транспортен пазар веќе 63 години. Семејството на новата генерација на Порше Панамера се збогатува со две нови изведби. Првата е најавениот и очекуван основен модел со 3-литарски турбо V6 мотор. Иако помал, новиот агрегат е посилен од досегашниот за 20 конски сили и ги има вкупно 330. Се пренесуваат на задните или на сите 4 тркала преку 8-степен менувач со двојна спојка. Од Порше велат дека новиот мотор е и за 13% поекономичен од 3,6 литарскиот претходник. Интересно за Европа, цената на оваа верзија на Панамера во Германија ќе стартува од 89.000 евра. Втората нова изведба на ексклузивниот германски модел пак е поинтересна за купувачите во Америка и Кина. Главната разлика е за 15 см продолженото меѓуоскино растојание. Додавката ексклузив во ознаката ја дефинира и екстра опремата што ја има: загреваните задни седишта, големиот панорамски стаклен покрив и слично. Освен во поголемиот простор, патниците назад ќе уживаат и во специјалниот инфозабавен систем. Ако пак им се работи, тоа ќе може да го сторат на преклопливите масички интегрирани во новодизајнираната централна конзола. На располагање ќе биде во повеќе моторни верзии. Најефтината со споменатиот 3-литарски мотор ќе чини 103.000 евра, а најскапата Панамера Turbo Executive дури 167.000 евра. Покрај сите други негативни последици кои што произлегуваат од тоа да бидете виновни во сообраќајна незгода, како што е одењето по судови, обвинителства, плаќање на определена казна или се разбира самата осуда што ќе ви стигне како законска така и морална, е и материјалната загуба која што ќе ви биде причинета доколку бидете задолжени вие да ја исплаќате штетата, односно надоместна штетата која што сте ја причиниле во таа сообраќајна незгода. Зошто е ова вака?
Законот има регулирано 3 ситуации кои што се до тој степен сериозни, што иако имате да речеме покритие со осигурување, сепак и вие лично одговарате за надомесна штета. Затоа што се смета дека толку сериозно сте ги прекршиле сообраќајните правила и основните постулати, што веќе се трга онаа заштита што ви ја дава осигурителна компанија, па и во случај таа осигурителна компанија да ја плати прва штетата, после ќе ја бара од вас. Кои се овие толку сериозни ситуации на кои што сите треба да внимаваме? Едната веќе обработивме. Рековме дека ако седнеме пијани да управуваме со возило, немаме оправдување кога од нас ќе побараат да ја надоместиме штетата, затоа што сами свесно и намерно сме седнале да управуваме под дејство на алкохол или под дејство на опијати или дроги. Понатаму, втората ситуација е доколку на нелегален начин управуваме со возило. Една од тие ситуации е кога ќе земеме украдено возило. Нормално сме земале возило без туѓо знаење и во тој случај мораме да ги сносиме последиците за штетата што ќе предизвикаме со ова возило. И се разбира, мислам доколку ние ова возило не го осигураме, а рековме сите возила задолжително треба да се осигураат, ваквата наша ноншалантност или избегнување на законска обврска повлекува и обврска да ја надоместиме штетата. И третата ситуација е доколку управуваме возило без возачка исправа. Мора да се напомене дека возачката исправа треба да биде соодветна. Па така, ако управуваме патничко моторно возило, а ние имаме дозвола од А категорија, оваа дозвола се разбира дека не е соодветна. Друга ситуација кога на нелегален начин се управува возило е доколку ние сакаме да се стекнеме со возачка дозвола, посетуваме часови уште, а неаме стекнато, а возиме без инструктор. Во тој случај, исто така, ја преземаме одговорноста за исплата на надомесна штета. Меѓутоа, само да се разграничи, оваа ситуација не важи кога сме возач почетник, па управуваме кола во оној забранет термин од 23 до 5 без придружба. Зошто? Затоа што ако сме возач почетник, значи ние веќе имаме возачка дозвола и со тоа само ќе платиме прекршочна казна, а ќе се спасиме од обврската да го враќаме на доместот на причинета штета. Дилеми немаше, но сега е официјално. Електричниот Мерцедес EQ ќе оди во производство. Одредена е и локацијата, фабриката во Бремен, од каде сега излегуваат CE класите, кросоверот GLC и родстерите SL и SLC. Планираниот термин е 2019 година, а батериите за него ќе ги снабдува Акумотив. Во собственост на Daimler, оваа нова германска компанија ќе биде задолжена и за нивниот развој. За таа цел во минатото Мерцедес се здружи со Тесла, чија технологија се користеше за електричните верзии на Смарт. Интересно е и тоа што финансиската инјекција на Daimler во 2009 година го спаси калифорнискиот производител на електрични возила од банкрот. За Кина пак со BYD е формирана заедничка компанија Денца, која веќе нуди еден електричен модел на пазарот. Daimler планира да инвестира 1,5 милијарди евра во технологиите за складирање енергија. Представен минатиот месец, EQ е прв чекор на Мерцедес во електрификацијата на гамата. Се досега направено беше само подготовка за планираните 10 целосно електрични возила кои треба да се појават до 2025 година. Покрај нив официјално се споменува и GLC со погон на водород и плагин технологија. Електричниот EQ, кој ќе биде исто толку голем, ќе има автономија од околу 500 км. Концептот покажа на салонот на автомобилите во Париз имаше два електромотора со вкупно 408 конски сили и максимални 700 Нм вртежен момент. Тие му обезбедуваат погон на сите тркала и забрзување до 100 км на час за помалку од 5 секунди. Максималната брзина не е објавена. Во 2008 година Insignia замени Vectra на врвот на понудата на Opel. Истовремено го означи и почетокот на новиот дизајн на марката со молнија на носот. Сега се одбројува до лансирањето на низината втора генерација, со која повторно ќе се атакува на средната класа. Но тука главни протагонисти се бестселерите на трите германски премиум марки. Сите останати мора да бидат задоволни со улогата на аутсайдери.
Ниту Опел не е исклучок од правилото, но тој не се задоволува со тоа. Да покажат дека не работат на невозможна мисија, одговорните од европската рака на General Motors не примија во Хорнбах, мало место на француско-германската граница. Таму имавме ретка можност да ги доживееме прототипите, вклучени во интегрираното динамичко тестирање од програмата за развој на овој модел. Светската премиера на новата Insignia е потврдена за март идната година во Женева. Меѓу измените, главната новина е ознаката, новиот модел ќе се вика Insignia Grand Sport и ќе има 5 врати. Со ваков поспортски формат, брендот сака да помине во горниот опсег на сегментот, што со голема виталност ни беше демонстрирано. Но за да воопшто имаат можност за афирмација на германците, им е јасно дека треба да понудат нешто повеќе. Само автомобил со инспиративен и безвременски дизајн не е доволно. Таквиот пристап беше навестен со концептот Монца уште во 2013-тата. Оваа студија воведе многу решенија пред се поефикасното користење на просторот во внатрешноста и посовремената моторна динамика. Пораката на концептот Монца преку Astra се пренесе и во идната Insignia. Така, таа ќе дебитира со зајакнат карактер и значително намалена тежина. Сепак, во споредба со сегашната генерација, пораснува во сите димензии, најмногу меѓу оските и во должина. Но новата Insignia ќе има и помала височина, што придонесува за незината поатлетска силуета. Маскираните прототипи не му дозволија на нашиот поглед во целост да се увери во тоа. Промените резултираа и со пониско седење, кое менува се во целост. Свативме зошто ни велеа дека решиле возачот да го стават во центарот на случувањата. Тоа ни го потврди и возењето, кое е поудобно, но со поспортски ангажман. Ова прво наше искуство го креираа две верзии на Insignia. Поинтересна за нас беше онаа со 1,5 литарски турбомотор со 165 конски сили, 6 степен рачен менувач и погон на предните тркала. Посилната имаше 2-литарски агрегат со здрави 250 коњи, автоматски менувач со 8 степени и погон на сите тркала. И кај двете се забележуваше дека темпераментот е она што најмногу ги разликува од сегашниот модел. Помоќната имаше и доработена задна оска и активен погон. Дополнет со адаптабилното FlexRide ослонување. Со него контролата на автомобилот е полесна, а стабилноста и прецизноста во возењето е уште поголема. До сега има продадено повеќе од 900.000 примероци на Insignia. Кога се појави, таа иницираше важен циклус во историјата на марката. Влијаеше и на репозиционирањето на производителот во оваа класа, важна за имиджот. Имаше улога и врз резултатите од продажбата и профитабилноста, а сите знаат дека тука маржите се повисоки. Приказната на оригиналот тежне е да се повтори и новата генерација на Insignia е во еволутивна потрага по истите цели. Како и пред 8 години, и сега Opel нема намера само да ги разбуричка водите. Сегментот е хиперконкурентен и мора да се понуди повеќе, а целта е Insignia да се постави како поумна алтернатива на премиум моделите. Opel Insignia очекуваме веднаш по Женевскиот мотор шоу. Низината премиера е закажана таму, значи за едно 3 месеци таа би можела веќе да се најде во продажните места во Западна Европа. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Јас срдечно ве поздравувам и ви закажувам следна средба на истата фреквенција во истото време. А во меѓувреме, доколку ве интересира што има ново од светот на автомобилите, моторциклите и камионите, повелете, посетете на нашиот сајт автомагазин.com. Се најдобро.